од денес ја почнуваме изборната кампања и во наредните 20 дена, заедно со носителот на листата на Општина Центар, со кандидатите за советници, заедно со кандидатот за градоначалник на град Скопје, заедно со кандидатите за советници за град Скопје, ќе затропаме на секоја врата, ќе го посетиме секое населено место и секое мало. Целта ни е да ги представиме сите наши проекти и сите наши ставови и пред се да ја представиме нашата визија за Општина Центар. Со цел да направиме општина достојна и подобра за сите, во почетокот на мандатот најавуваме дека ќе направиме ревизија на сите детални урбанистички планови, но и воедно најавуваме дека сите нови детални урбанистички планови ќе бидат направени согласно стандарди кои ќе произнесат од истражувањата и мерењата кои ќе ги направиме заедно како со граѓаните и заедно со службите од Општина Центар. Ќе градиме по план, со тоа ќе ставиме крај на урбаната мафија во Општина Центар. Во нашата програма ќе бидат опфатени сите категории од Општина Центар. Ќе бидат опфатени и учениците, и најмладите, и средношколците, и пензионерите, и социјално загрозените категории. Оттаму ќе започнеме и ќе ги завршиме сите проекти кои што се започнати во изминатиот период. Ќе го завршиме основното училиште во Капиштец, кој што ќе биде најмодерно на овие простори. Воедно ќе ги завршиме и ќе ги реконструираме сите останати училишта во Општина Центар, но нема да ги заборавиме ни градинките. Ќе ги реконструираме сите градинки и ја користаме оваа можност да најавиме дека ќе изградиме и нова детска градинка во просторот кај Маџар Мало. Ќе го решиме еден од најголемите проблеми во Општина Центар, а тоа е паркирањето. Со изградба на нови монтажни гаражи, кои во изминатиот период се покажаа доста ефективни, но и со ставање во функција на веќе постоечки паркиралишта, ќе ги ослободиме и тротоарите и улиците од паркираните возила, се со цел да дадеме слобода за велосипедистите и граѓаните кои што ќе ги користат патеките. Ќе го субвенционираме проектот, односно ќе го продолжиме проектот велосипед за секој центарец или цел центар на точак, со што ќе зголемиме свеста на граѓаните за користење на велосипед и со тоа ќе придонесеме во решавањето на хаосот во сообраќајот, но и за зголемување на безбедноста на сите учесници во него. Во поглед на заштитата на животната средина и подобрување на квалитетот на животот, ќе продолжиме со практиката за да ги зазелениме сите слободни површини. Ќе направиме нови паркови и нови зелени површини во Општина Центар, но и воедно ќе се грижиме за веќе постоечките. Во парковите ќе изградиме и ќе составиме нова урбена опрема и ќе се грижиме за исто и за постоечката. Ќе го замениме постоечкото осветлување со нови LED светилки, штедливи, со цел да заштитиме животната средина во која што живееме и да го подобриме квалитетот на нашиот живот. Затоа, почитувани сограѓани, во период кој што следува, на транспарентен и отворен начин ќе комуницираме со секој од вас и ќе ги користиме сите алатки со кои што можеме да допреме до вас, но и вие до нас. Денес ви го представувам тимот со кој што ќе настапиме на претстојните избори. Со мене е присутна и советничката група, која во наредниот период ќе носи одлуки и ќе креира политики за подобра Општина Центар. Сакам да напоменам дека на овие избори ќе настапиме со искрена и честна понуда, но и со резултати од веќе постигнати во изминатиот период. Сакаме да ви докажеме дека го слушаме гласот на сите граѓани и ве повикуваме сите вас да учествувате во донесувањето на одлуките и креирањето на локалните политики. Заедно ќе овозможиме соодветна социјална заштита, ќе го вратиме зеленилото во градското јадро и за тоа и ќе се грижиме за тоа здравието и среќата на граѓаните од Општина Центар да бидат пред профитот. Ве повикуваме заедно да креираме општина каква што сакаме. Општина во која што ќе има живот за сите. Ви благодарам, доколку има одредени прашања, ви стојам на располагање. Што вие ќе понудите, Жерновски не го понудил во овој мандат кој бидеш? Па во периодот кој што предстои, во програмата ќе бидат
понудени до сите граѓани решенијата кои што ги предлагаме. Искрено ќе се заложиме да го завршиме оној делот во кој што ќе се направат ревизија на сите детални урбанистички планови, но и воедно сите планови кои што не се донесени до сега ќе ги стопираме и ќе направиме планови во кои што ќе се земат одредени параметри и нема да се гради како што се градило до сега. Значи, ние сакаме од самиот почеток да започнеме со планско работење, да се гради и да се работи по план. Не да биде како што било до сега, односно се практикува некои стари практики, да се работи во интерес на луѓето кои што ги порачуваат плановите, односно плановите ќе бидат во интерес на граѓаните, а не на инвеститорите. Потоа, сакаме да го решиме проблемот со паркирање, во изминатиот период се посвети внимание, но не доволно, со тоа да го решиме и проблемот кој што го имаат пешаците, велосипедистите, со што ќе ги ослободиме и тротоарите и улиците. Сакаме да продолжиме со практиката која што беше воспоставена, тоа е што е можно да се искористат, односно да се направат повеќе зелени површини и паркови, да го зголемиме квалитетот на за подобро за нашите најмили, најдраги, за децата, преку изградбата на новото училиште, реконструирање на постоечките и така натаму. Дали може да се свади тогаш дека Жерновски досега не работел во полза на граѓаните, бидејќи вие велите работел во полза на инвеститорите? Не, сакам да кажам дека ние во изминативите 4 години немаме донесен ни еден детален урбанистички план. Баш со таа причина, бидејќи не сакавме да дозволиме предходните детални урбанистички планови, кои што беа искренени од предходната власт, да бидат ставени во функција се со цел и интерес на некој друг. Затоа најавуваме и во програмата и се заложуваме за тоа дека сите постојни детални урбанистички планови ќе бидат подлежни на ревизија, односно се што е во штета на општина Центар, во штета на интерес на граѓаните, ќе бидат подлежни на ревизија и ќе бидат отфрлени истите, а сите останати нови детални урбанистички планови ќе бидат направени согласно одредени параметри кои што ќе ги добиеме од одредени истражувања.